Информациите доколку телевизија Нова говорат дека сепак двајцата родители кои што управувале со Фијатот сепак не биле виновници за тешката сообраќајна несреќа. Вината се префрла на автомобилот со марка Ауди кој што го управувал германец и кој што управувал во спротивен правец кон автобусот на Струмица експрес. Пошто возачот на автобусот на Струмица експрес сакал да го избегне автомобилот со марка Ауди и завршил во Фијатот, со што животот го загубија маж и жена, сопруг и сопруга, додека нивното дете е на скопските клиники и се бори за живот. Исто така, во ова јавување би сакал да додадам дека патниот правец од Удово до Демиркапија е конечно нормализиран и е пуштен за сообраќај по 9-часовната блокада, кога имаше огромна колона на автомобили и автобуси кои што упорно чекаа да го продолжат патот, особено туристите кои што заминале на одмор во Грција, но сепак не прашуваат дали би можеле да се вратат назад и да изберат некоја друга рута како би стигнале до Грција или пак да причекат овде на делницата од Демиркапија Смоквица. Метежот траеше скоро 9 часа, од кога настана сообраќајната несреќа во 9 часот и 20 минути, па се до 4 часа. Во моментов теренот е рачистен, на местото на несреќата нема никакви остатоци нито од двата автомобили, нито од автобусот. Телевизија Нова успеа да направи и кратки видеозаписи од автобусот на Струмица експрес, каде што јасно се забележува колкава е штетата, искршени стакла, врати, шовер шајми, но сепак според очевидците повредени патници во автобусот на Струмица експрес нема. Статистиката вели дека ова делница од Демиркапија до Удово е особено ризична преку летните месеци, бидејќи е зголемен интензитетот на возила кои што се опатуваат кон Грција на одмор, а земајќи и предвид дека делницата е во две насоки, овде возачите не внимаваат на поставените сообраќајни сигнализации, не внимаваат на брзината на движење. Би додал дека двата автомобили, Мерцедесот, Фијатот и Аудито, според шпекулациите во моментов се во полициската станица во Валандово, каде што им се врши увид, додека пак автобусот на Струмица експрес забележавме како се упатува кон Демиркапија, но не знаеме дали ќе се врати кон Струмица или пак ќе биде транспортирано во Скопје.